неколку смртни случаи во здравствени домови и на улиците. Ова се случува како директна или индиректна последица од неодговорност и од нефункционален систем кој што со години обстојува во оваа држава и надлежните ништо не прават за да го променат. Не постои никаква контрола, политичките елити кои што имаат моќ и треба да направат нешто во врска со тоа, си прават скриени муабети, затворени врати на полнок и нема никаков не го слушаат гласот на обичниот човек. Ние ништо не можеме да направиме, освен да се појавиме на протест, каков таков. Ова е тотално спонтано и неорганизирано, само преку Facebook евенти се случува. Многу луѓе не можат да дојдат, но се организираат моментално одредени прогресивни здруженија во државата, кои што се чекува деновиве помасовно да повикаат и да излезат. Кои се вашите барања? Одговорност, оставки, од кого барате? Оставка, значи, првенствено од министерот Тодоров, кој што веќе не знам колку пати е повикано на тоа. Како министер за здравство одамна треба да си поднесе одговорност, што не е поднесена. За вакви случаи сега да се изразам условно, секоја културна држава министер да се подне оставка. Знаеме дека многу пари се трошат на разноразни непотребни работи од буџетот, како например фасадата на оваа зграда тука што се наоѓа карши нас, со тие пари не само што може да се инвестира во подобрување на условите во здравството, туку на многу пациенти кои што не можеа да се лечат во државата, можеше да им се плати лекување во странство. Тоа е многу, значи, не би било изненадување воопшто да нема никаков одговор од надлежните, но мора да се продолжи со притисок на било кој начин, секако што може. Ние можеме да се појавиме овде, додека не можеме да направиме. Се надеваме дека во одреден момент некој ќе не послуша и ќе има било каков одзив од нивна страна, а до сега се доста глупо. Да барам оставката од цела влада. Толкова да кажем. Значи нема веќе селективен пристап и прием. Јасно е кои се виновниците за оваа состојба и како во медицинската област, така и во сообраќај. Ако дискутираме на тема овие протести. Народот не е задоволен. И затоа моментално и одма се занимава. Најмногу од барањата на организаторите беа во насока на последните смртни случаи. Да. Кои се вашите коментари и очекувања? Во времето немаше такви случаи. Нашите мајки се пораѓале дома, сами. А сега со школовани доктори, има толку смртни случаи. А и друго, на улиците многу деца гинат. Значи, не треба да се дозволуваат да полагаат млади особи, над 20 години треба да полагаат, а не од 16 години како министерката знаеше да каже, да полагаат па на улиците да дивеат. Јас седам во центар, па после 10 сато како да се нарели шоферите што возат јаки коли. А јаки коли се знаат кои. И јас се чудам, да ви кажам право, јас мислам дека на социјалните мрежи е доста распространето, мислам и апел за да се излези, меѓутоа сум разочарана. Што народот мислеше не дека ја гледа, слуша, а не излегува. И не знам што е проблемот.
Така да апел од моја страна, сите да излезат, да ја кажат нивното незадоволство, а не да чекаат и да си да дома со лајкови само да ставаат на социјалните мрежи. Не е тоа во ред. Во ред е овде да се покаже нивното незадоволство. Тоа е од моја страна.